Стој! Вања? Тато, Вања, ти си? тато, си дошол. И? Што потоа се случи? А? Тешко ми е да зборувам за тоа. Вања, не можев да те препознам. Личиш на благородничка. Ти сакаше лично да ме благословиш, нели? Вања, Танка почина. О, Господе, како? Кога? Има 2 недели. За време на породувањето и дојдов по тебе. Децата дома останаа сами. 3. Зошто? Зошто 3? Како? Васил, Томе, Љубка. Таа се роди пред 2 години, Не знае. знаеш? Па ете, тоа е... А што да се прави? Само без тебе нема да можам. Не можам да се грижам за се. Разбираш ли? Да, јас. Да, разбрав. Вања. Вања, не можеш да го сториш тоа. Не можеш. Должна сум. На кого си должна? А нашата љубов? Мечтаевме за подобар живот. Можеме и без неговиот благослов. Не е само благословот. Едноставно не можам, Димитар. Што не можеш? Како не разбираш? Не можам да живеам сита и среќна додека моите браќа и сестри гладуваат, Димитар. За сестра ти и не знаеш. За 3 години од дома не доби ни едно писмо. Имале други грижи, имаат тежок живот. А тебе ти е лесно. Велиш тежок живот. Ти не им требаше, но што му затреба веднаш се сети на тебе. Престани, Димитар. Јас те љубам, Вања. Зошто ме правиш несреќен? Престани, Димитар. Не ми ја уништувај душата. Ти мојата душа ја уби. Никогаш повеќе. Никогаш. Вања, сакам да те замолам да размислиш. Веќе размислев. Како татко ти може така со тебе? Верувај ми, нема никогаш да разберам. Што друго можел? Вања, мила, те молам, послушај ме. Немој никогаш да бараш од друг човек да се жртвува за тебе, мила. Никој. Можеш да го жртвуваш својот живот, ама не туѓ. Добра си. Чист човек. Вања, те молам, не прави си го тоа. Немој да се жртвуваш себе заради семејството.
не сакаш заради себе, тогаш заради Димитар. Тој се претвори во сенка од жалост. За Димитар има кој да се грижи, но за моите нема кој. Господе, каков е овој селски менталитет? Јас сум селанка, Олга. Ми се укажа поинаква судбина, но залудно. О, Господе, требаше порано да почувствувам. Вања, сослушај ме, те молам. Сослушај ме. Ако сакаш, јас ке зборувам со татко ти. Се ќе му објаснам, Вања. Ќе му кажам на начин да ме разбере, татко Не. ти. Господе, не разбирам како може да се присилиш на тоа. Да жртвуваш туѓ живот. Смири се, Олга. Таква ми е судбината. Ништо не можеш. Не ми било пишано да живеам за себе, а што да правиш? Вања, послушај ме. Може би постои судбината, може би. Ние не знаеме. Кај човекот секогаш има избор. Јас веќе се одлучив, Олга. Застани. Земи го, те молам. Не, Земи. не, нема да ја земам. Земи, тоа е мој подарок. Нема заборавај. Како можам да те заборавам? Јас никогаш нема. Да, знам. Ти верувам. Ти ми беше многу добар другар. Слушни ме. Ти ќе бидеш многу среќна. Секогаш ќе те гледам, се едно каде ќе бидеш. Еве јас ќе ти станам верна другарка. Еве. Вања, земи го ова, те молам. Нека те подсетува на мене. На вистина. Ќе те помнам. Вања. Ајде да тргнеме, ајде. Ајде, Вања. ајде. Олга. Јас не би можела тоа. Да љубам и самата да се разделам. Оди си. Добра, Сергеј Константиновиќ, раскажете ве, молам, подробно. Која е новинарката што сте оставиле кај Вања? Како прво, јас не оставив никого. Вања лично ја замоли таа да остане. А како второ, мислам дека вие знаете подобро која е девојката од мене, нели е така? Да. Се распрашавме. Вие ли ја испративте во Грозни? Не е така, таа никогаш не работела, не работи ни сега. Студентка на пракса. И каква врска има Грозни? Тоа и ние сакаме да го дознаеме. Тоа е нејасно. Снимка од разговорот имате? Да, ја сними Вања на диктафон. Би сакале да ја слушнеме. И јас би сакал да слушнам. А тоа значи? Што значи тоа? Диктафонот не запишува ни еден збор. Таа не зборувала? Вања зборувала и разговорот бил долг. Содржината му ја пренесов на Борис Николаевиќ. Но видете, на лентата ништо не останало. Така. Се надевам дека Алиса Варишкина имала подобра среќа. Алиса Варишкина? извинете. Да ви помогнам? Не благодарам. Вие сте русин? Да, русин сум.
И вие сте како што гледам Русинка. Русинка сум. Може ли да ве испратам? Камерата изгледа скапа. Нема потреба, луѓето овде не се насилни. Локалните се во ред, но странците се матни. А овде ги има многу, бидејќи во Петрич живее Вања. Знам, Сепак да ви испратам. во ред. Името ми е Алиса. Виталий? Многу ми е мило. Аха. До гледање. Здраво, баба Вања. Може ли да влизам? Ми се лутите? Влези, влези, седни. Јас вчера те избркав. Не, што вие? Искрено се плашев дека нема веќе да ме повикате. Но сепак дојде. Вчера се сетив на многу работи. Тешко ми е да мислам на тоа. Таа година ја загубив среќата. Се. Баба Вања, јас не разбирам како е можно да се најде љубов и да се откажете од неа за секогаш. Тешко е. Тешко е, дете. Тешко. Види, јава! Тивко, Љупка спие. Васил! Погоди! Погоди кој дојде! Вања дојде. Вања! Томе, зар не ја познаваш? Таа е нашата Вања. А каде била таа? Каде била? Дојди ваму, поздрави се со сестра ти. Погледни, колку пораснал, виде? А Васил? Дали тој пораснал? Пораснал. Ете, конечно си дома, седи. Ајде, одмори се малку. Тато, каде одеш? Сега работам како овчар во Горбачови. Почекајте, молам, да те испратам. Нема потреба, сам ќе одам. Васил ќе ти покаже. Васил, Што? покажи на сестра ти. Ќе дојдам со Ти тебе. ќе бидеш одговорна за нив. Тебе те оставам. Веднаш ќе дојдам. Но кога повторно би ти дале шанса, пак да го живееш истото, сега што би направила? Би го живеела истиот живот, судбина ете. Каква судбина, простете? Судбина. А љубовта? Љубовта и судбината се различни работи. Луѓето често ги мешаат една со друга, а пота сакаат да ги сменат. Се. Но како поинаку? Може. Кога љубовта е судбина. Ето е среќа. Дај ми уште леб. Немаме повеќе. Ама не грижи се. Набрзо ќе дојде тато со пари. Ќе купиме брашно и тогаш ќе ви направам многу леб. Сакам црн. Добро, тоа е се.
Одете во кревет. А јас ќе ги измијам А чиниите. зашто да ги миеш? Како зошто? За да бидат чисти. Ти онака се чисти, јас ги лижам. Можеме да јадеме од валкани чини. Да. Ке има повеќе храна. Ако јадете од валкани садови, ќе добиете ѓаволи во устата. Се викаат микроби. Во вас ќе ги прават нивните злобни дела. Ој. Ванџа, можам да ти помогнам да ги измиеш садовите? Одете в кревет. Ќе дојдам да ве проверам. Да одиме, Томе. Љупка, сега ќе дојде Ванџа и ќе ни раскаже приказна за добра И ноќ. кралот ја однел својата кралица далеку, далеку, преку големи сиви планини и тие живееле долго и среќна. Не постојат кралеви. Постојат. Постојат. Спите. Ванѓа, Ванѓа, разбуди се, Ванѓа. Васил! Васил! Васил, станувај, разбуди го Томе. Ванџа, Васил, побрзо. што ме разбуди? Побрзо, помогни ми да ги изнесам овие работи надвор. Томе, стани. Стани. Ајде, стани. Не сакам. Помогнете ми. Ванџа, што ти е? Да не полуде. Ајде, побрзо. Буди ги сите. Побрзо, буди ги. Томе, ајде, станувај. Излегувајте. Брзо. Томе, ајде, станувај. Дојдам. Васил, побрзо ти реков. Ништо не плачете. Ние сме живи. Живи сме. Тивко. Виде ли што стана? Што стана со мојта, а? Не знам, панде. Види каква е ситуацијата. Леле, лошо е, не зборувај. Замолчи. Нашиот дом го нема. Да не беше Ванџа и нас ке не немаше. Да ти помогнам ли? Нема потреба. Зошто да помогаш? Ванџа, како знаеше дека ќе има земјотрес? Ти сите нас не разбуди пред да почне тресењето. Не знам, Васил. Не знам. Почувствував. А што друго би знаела? Еве, земи си. Напи се млеко. Ти благодарам. Васил, земи го млекото. Држи, Васил. Мојата крајва го осети земјотресот. Целосно полуде. Ја скрши капијата од шталата и избега надвор. Беше ужас. И нашата Ванџа го осети тоа. О, Тато. Живи сте, сите сте живи. Сите сме живи. Тато. Ванја. Ванја. Жив. Тато, ти си жив. Сум. Јај. Јука? Фала Богу. Фала Богу. Што ќе биде со нас сега? Мене на пасиштето небото ми падна над глава, но овде, каква несреќа. Така рече да. Осетив, ама не знам како осетив. Како можела да го осети? Се случи во една минута. Слава му на Бога, преживеа оние кои поспани скокнале.
човек никако не може да усети земјотрес. Крава или куче или... Не сакам ни да споменам. Жал ми е за Панде. Не само што е вдовец и сиромав, туку има таква ќерка каква што е. Таа како да не е човек. И велам јас, таа како да не е човек. Колку? 35. Вања, да го донесам ли сандакот? Вања, се ќе биде добро. Да. Донеси го сандакот и остатокот од алиштата. Оди. Оди. Треба да живеам. Треба да живеам. Дај. Така. Дај уште една. Панде! Панде! Да, што? Лидија, здраво. Што е? Панде, да ти кажам нешто. Кажи. Сакав да ти кажам... Што да е, што сакаш да ми кажеш? Што се мислиш? Твојата Вања... Да? Знаеш ли дека го осетила земјотресот? Знаеш ли, Панде? Па што? Како тоа што? Треба да ја однесеш в црква. Таа е чудна. Многу е чудна. Доста со тие муабети. Тоа се празни муабети, оди си. Продолжи си по патот. Било чудна. Чудна, ти си чудна. Чудна, не е важно. Зошто ли зборувам со тебе, Панде? И мене не ми е важно. Ми ги спаси децата. Вања. Зошто дојде Лидија? То? Се жалеше од мене? Не. Васил, Што? оди донеси уште глина. Веднаш ќе донесам. Не ја слушај, тато. Вистина, го осетив земјотресот. Имав визија. Снежана ме предупреди во мојот сон. Не знам. Добро. Видела нешто во сон. Снежана. Ајде, полеми ги рацете. Дај. Внимателно, држи се. Поливај. Така. Остави ги да зборат. Тоа се глупости. Ти добро постапи. Децата ги спаси. Добро е. Се, ајде оди. Како е тоа можно? Јас тоа не би го можела. Да. Никој не знае однапред дали може да стори нешто. Не, никој. Тетка Вања, дојде Кирсан. Кирсан или Мижинов? Повикај го. Сега. А ти седи. Влезете. Дојде. А ти дојде. Здраво. Седни. Благодарам. Не плаши се, таа нема да ти направи зло. Како здравието, а? Благодарам, баба Вања. Се е добро, многу ни недостигаш. Како седиш на два стола, а? Како? Удобно.
Баба Вања ми предскажа дека ќе бидам председател на Калмикија, но и председател на Шаховската федерација. Но за шахот не зборува. Ама знаеше. Ти, зошто си така молчелив? Слушај, од каде знаеш? Од каде? Веќе ништо не ме изненадува. Заборавив дека ти се гледаш. Го сакам овој. Дојдов да се посоветувам со тебе. Знам. Морам да решам една сложена работа. Знам. Дај ми ја мапата. И тоа го знаеш. Еве, Република Калмикија се мислиме каде да изградиме рафинерија на нафта. Еве тука градете. Улан Хол. Тука направи. Ама таму е пустина. Ете тука нафта ќе најдеш, тука. А сега оди, знам дека брзаш. Да, одам во Швајцарија на преговори сум. Оди. Не ме заборавај. Благодарам. Благодарам што Благодарам. До гледање. До гледање. Лесно ми е со него. Добар човек е. Баба Вања, кажете ми зошто толку многу луѓе од Русија ви доаѓаат, а? Нишката меѓу Бугарија и Русија е силна. Никогаш не размислувам од која држава е човекот. Сега вклучи го тоа и слушај. Понатаму. Слушај. Еве, подготвено. Ја вклучи. Вања, зошто садиш цветови? За да биде убаво. Но ти не гледаш. Не можеш да видиш колку е убаво. Гледам, Љупка, гледам. Кога ќе се вратат брат и тато, ќе ги видат нашите цветови и ќе се израдуваат. Тато нема да се израдува, се едно му е. Вања, раскажи ми за Олга и незината љубов кон цвеќињата. Немам време за тоа. Веќе ги посадивме сите цвеќиња. Раскажи ми. Добро, донеси ми го приборот за шиење и скинатото здолниште, ќе го закрпам. Брзо ќе се вратам. Еве, ги донесов. Олга многу сака цвеќиња. Најверојатно и сега ги сади. Добар ден. Кој е овој човек? Шефот. Здраво. Здраво. Дали сте вие воспитувачка? Да. Ке ми кажете ли што правите за време на работните часови? Садам цвеќиња. Зошто? За да биде убаво. Тоа е работа на градинарот. А и вашите ученици нема да ги видат. Заради тоа, вие го арчите времето на глупости наместо да работите. А кој сте вие да ми кажете дали да го троша моето време? Вашиот нов директор. Што? Ке се видиме.
Господја Стојанова? Да, Олга, да. Староста го зема своето. Но ние мислевме... До последната минута немав сила да ви кажам. Господја Стојанова, јас не можам да го замислам ова место без вас. Тебе ќе ти биде тешко. Но ти ќе се справиш. Ти си силна, Олга. Да? Одите, молам. Јас набргу ќе ти се придружам. Оди си, Олга. Здраво живо, Панде. Здраво живо, Вања. Здраво, Војко. Сите се дотерале за во црква, но ние немаме што. На Господ не му е важно, тој гледа во душата и се радува на се. А дали во недела сите одат во црква? Сите. И твојата Олга исто? Се разбира. Не разбирам зошто не можеш со нас. Тоа е недолично. Должен си да одиш во црква. Мила, ти не знаеш колку е овде лоша ситуацијата. Документацијата е запуштена. Затоа имаш работни денови. Преку недел имам друга работа. Документите ги работам преку викендот. Одете. Девојчиња. До гледање, тато. Господја Василцова, многу ми е мило. Добро утро, господине Гачев. Ве слушам. Каде одите? Во црква. А вашите ученици? Ова ми е слободен ден. Дојдете до кај мене. Зошто? Треба да разговараме за сериозна работа. Сите важни работи можеме да ги решиме во кабинетот во работно време. Или нешто итно? Итно е, да. Има прашања кои треба да бидат поставени или во мојата куќа, или во вашата соба. Додека жена ми е отсртна. Каде ќе бегаш? Готово. Да. Прекрасно пеја. Панде? Да? Остани малку. Сакам да зборувам со тебе. И ние да почекаме. Сакам насамо да зборувам со вашиот татко. Деца, почекајте ме. Вања, ти грижи се за нив, веднаш доаѓам. Што се случило? Се уште ништо, но може да се случи набрзо. Панде, ми кажа дека отец Никодим, покојниот отец Никодим, имал мислење за тебе како добар човек, предан на Бога. А вие се сомневавте во тоа, нели? Забораваш, Панде, дека Господ бара од добриот христијанин да се грижи за своите деца. Разбирам. А кога да најдам време да се грижам за нив, а? Цело време сум со стадото, но слава Богу постаната керка, таа ги чува. А во црква одиме кога треба. Забораваш дека добар христијанин прави повеќе од само одење во Божја куќа. А што, уште? Треба да ја исчистиш душата од злото и нечистите работи. И од детските души, кои Господ ти ги доверил. Какво зло може да има во детската душа? Најстарата керка веќе не е дете. Вања ли? Да, Вангелија. Незината душа е на работ од амбисот. Хајде, престанете. Вања не би повредила ни мува. Не се преправај, Панде. Таа на мува не лази. Таа е обседната лично од ѓаволот и не се преправај дека не си забележал. Не гледам. Жими крст не гледам, не знам ништо. Не знам, еве, не гледам.
А како го осетила земјотресот? И тоа ли не го забележа? Кажи ми, кој ја предупредил за тоа, а? Не знам. Може би ангел Божји, од каде да знам? Зар не знаеш дека сатаната може да земе облик на ангел и да се спушти на земјата за да донесе уништување на земјата? Не. Или сакаш ќерка ти да стане помошник на ѓаволот? Што? Помошничка на ѓаволот? Што зборувате? Каква помошничка може таа да биде? Нејзината душа е чиста. Прашајте кого сакате. Никој нема да каже ни еден лош збор за неа. Никој. Никој нема да каже ни еден лош збор за неа. Велиш никој? Мислиш никој, панде? Кај мене дојдоа многу луѓе и вела дека твојата ќерка се здружила со ѓаволот. Пишува во Светото писмо, вештерка не треба да остане жива. Што? Како не ви е срам со тие зборови, оче? Како можете така да зборувате? Треба да се сожалите на слепата девојка. Наместо да ја оцрнувате, срам да ви е, оче. Повеќе не сакам да зборувам. Размисли, панде. Треба да се истера бесот од вашата ќерка. Ништо. Што ти рече, тато? Се лутиш, го чувствувам. Што чувствувам? И сврли го тоа од главата. Таа чувствувала. Да имав пари, ке ги дадев на црквата и никој немаше да се осмели да каже ни збор. Никој! Ни еден збор! Ајде, деца, одиме. Сите! Ајде! Внимателно, Љупка, дај ми рака. Ајде. Овде сум, тато. Томе, држи се. Господе, помогни ми. Немам друг освен Тебе. Само Ти си ми заштита. Заштити ме, Господи. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Повели, Божена. Ваква ли сакаш? Точно таква. Како погоди, Вања? Погодив. Ти благодарам многу. Јајцева се за тебе. Благодарам. Земи ги, Љупка. Погледни, Петка. Ја направив малку поинаква отколку што бараше, но мислам дека е поубава вака. Така е, навистина убаво е. Очи да имаше, немаше да биде толку убаво. Благодарам. Еве, земи. Остана малку материјал, направи си нешто. Благодарам. Вања, немам ништо за шиење. Јас донесов некои алишта. Убаво ќе ти стојат. Сестра ти умрала. Да. Кој ти кажал тебе? Да, никогаш не живееше во Струмица. Вчера се вратив од погребот. Не се грижи, таа беше добра жена. Да. Земи ја облеката, Вања. Земи ја. Благодарам. Ќе одиме ли? Не, ќе одиме, Вања. Благодарам. До гледање. Ти благодарам, Вања. Еве, земи ги, Љупка. Однеси ги дома. Аха, веднаш. Олга. Вања е многу вешта со рацете. Внимателно. Олга. Ванга! Дојде. Многу ми е мило што дојде, Олга. Постојано мислев на тебе. Прости ми што порано не дојдов, навистина не можев. Како си ти? Како живееш цело ова време? Поинаку. Во почетокот беше тешко да се прилагодам, но се помирив со се. Дори и мислев дека би било подобро да не живеев. Вања. Но сега се е добро. Ваѓа, кажи ми,
Мислам дека животот тука ти е многу тежок. Сиромашен, сакаш да кажеш? Не, што ти е? Ништо. Знаеш, Олга, во почетокот си мислев дека треба малку да почекам и ќе се помирам со ситуацијата. И се смирили? А потоа престанав да се грижам. Сиромаштво или богатство? Искрено, кога те видов тука, кога те видов, ме фати ужас. Твоите браќи и сестрата се добро и се гледа дека навистина многу те сакаат. Но животот тука личи на вечна темнина. Темнина, Вања. Чувствувам дека мојот живот наскоро ќе се смени. Планираш да заминеш ли од тука? Не со тебе. Се ќе се смени. Се ќе стане поинакво. Ново. Се уште не знам што, но тоа го чувствувам. Олга, зборуваш со мене за се, но во твоето срце чувствувам тага. Не грижи се. Заради љубовта, не? Никого не љубам. Тажна си заради човекот? Човекот кој не го љубиш? Не мораш да бидеш со тој човек, Олга. Ни тој не те љуби. Тој е зол човек. Да, зол. Смени го твојот живот, Олга. Не плаши се од ништо. Вања, од каде го знаеш ти ова? Вања знае се, баш се. Утре самата ќе видиш. Зошто утре? Утре е празник, денот на 40-та маченици. Убаво е? Многу. Како вистински обред е ова. Тоа е вистински обред. Ако девојка стави венец во водата, ќе го сонува незиниот љубовник. Велат дека во сонот ќе и прииде преку мост. Не е грев да си ја пробаш среќата. Така? Погледни колку е убаво. Никого не виде во сонот, Петка? Да, Вања. Аз сплетов и венец и во вода го ставив, но во сонот никого не видов. Ништо, стрпи се. Твојот избраник ќе дојде. Уште колку треба да чекам? Уште 2 години. Вистина ли? Вистина. Вања, јас кога ќе појдам кај мажот? Ти, Милана, нема да одиш кај мажот. Како тоа, Вања? Мажот ќе дојде кај тебе. Милан од градината. Ти го виде во сонот. Ој, а ти од каде го знаеш тоа? Знам. Ти го виде во убава, весена кошула. Тој ти донесе подарок. Сиво платно. Да, Вања, платното беше сиво. Ај, тој ќе ти биде наш. Леле Господе, ти благодарам, Вања. Ти благодарам. Ајде, многу ти благодарам. И што? Раскажувајте, девојки. Погледни. Можеш да гледаш во соништата на другите луѓе? Да, можам. Сега можам. Знаеш кога почна тоа? Кога се вратив дома. Секоја ноќ во сон го гледав Димитар. Беше многу јасно. Неверојатно, никогаш не го видов со очите. Може би така си го сватила тоа? Не, тој беше тој. Имаше коса,
Црна. Очи сјајни. Јаболчници. И бемка на брадата, еве тука. Сето тоа изгледа невозможно. Зошто? Возможно е. Не дека ја гледам секоја секунда. Но кога некој човек ќе дојде кај мене, доаѓа и се негова. И со ништата исто. А зошто? И како? Не знам, Олга. Може би еден ден ќе дознам. Што мислиш ти? Не знам јас. Никогаш не би можела да разберам. Да. И јас исто. Не. Добро, како тоа со ништата доаѓаат со човекот? Дали разговараат или... Вака беше на почетокот. Ке сонам сон. А потоа тој сон ке се оствареше. И потоа се менуваше се. Се. А потоа ги гледавте и мртвите? Ми кажавте, кога ќе дојдат кај вас, нивните мртви роднини доаѓаат со нив. Ги гледате и ги слушате? Не ги гледам, не ги слушам. Тоа е работата, тие ми се прикажуваат. А кои се тие? Малечките сили. Тоа мора да е многу тешко. Не, кога се мали, тогаш воопшто не е тешко. Ама кога ќе дојдат големите сили, тогаш е тешко. Се почнува да ме боли. Ме боли. Американец, Хопкинс, долетел од Нью Йорк. Птици, летаат. Ке ги убијат близнаците и ке пролеат многу крв. Кажавте некои... Сум заспала. Страшни работи. Јас? Да. Вие зборувавте дека ќе се случи во градот Нью Йорк. Мислам, железни птици ќе ги убијат близнаците во Нью Йорк. Вањде, што значи тоа? Тебе ѓаволот те учи како да ги читаш срцата на луѓето. Дојди, ти реков. Дојди да одиме, Евангелија, да излечиме твојата душа. Тоа нема никаде да оди. Сега кажи ми, од каде знаеш се, а? Што ќе се случи, што нема да се случи, каде, кога? Од каде? И за овцата, и за куќата. Може си вештерка? Не, тато, не сум вештерка. Ако не си од каде знаеш? Не знам како. Ако не знаеш, тогаш молчи. Молчи пред луѓето. Молчи. Молчи.